Во исламската традиција за толкување на Куранот, присутна е тезата дека Бог, прогонувајќи го Адам и неговата жена Ева од рајот, нивното потомство, односно човештвото, нема да биде оставено без божествен патоказ. Во Куранот се вели: И ние рековме: излегувајте од рајот сите, од мене ќе ви доаѓа патоказ. Па оние што ќе одат по патоказот мој, не ќе стравуваат и не ќе тагуваат. А оние пак, кои не веруваат и кои аетите, цитатите наши за лажни ги сметаат, жители пеколски ќе станат и во него за навек ќе останат. Бог редовно праќал својата порака за човештвото преку неговите одбрани пратеници меѓу луѓето. Во Куранот се вели дека Бог за секој народ испратил пратеник. И за секој народ имаше пратеник. Па кога ќе дојдеше пратеникот нивни, меѓу нив праведно ќе им се одлучеше и не им се направи зулум. Кога меѓу луѓето возвишениот Бог ќе одберал некој човек како негов пратеник, со кој ќе воспостави комуникација, наместо луѓето да ја прифатат Божјата објава онаква каква што им пристигнува, луѓето од секогаш барале надприродни чуда од пратениците, со кои тие ќе ја докажат веродостојноста на своето пратеништво. За пример ќе го наведеме пратеникот Исус. Тој кога повикувал кон правата вера и начинот на живење према објавата која му пристигнувала од Бог, луѓето околу него не се труделе да ја сватат објавата, туку барале чуда и знакови од Бога во него за да се уверат во неговото пратеништво. Па велеле: Тогаш некои од книжниците и фарисеите му одговорија велејки: Учителе, сакаме да видиме знак од тебе. А тој им одговори и рече: Зло и прелюботворно поколение бара знак, и нема да му се даде знак, освен знакот на Јона пророкот. Истото се случува и со пратеникот Мухаммед. Луѓето барале чуда и знакови да им се покажат, па да поверуваат во неговото пратеништво. Во Куранот се вели: Изборуваат, зошто не му се објавува знамение од Господарот негов. Кажи: знаменијата се навистина кај Бог, јас сум само опоменувач јасен. Према барањата на народот на чуда и за веродостојноста на пратеништвото, често Бог наредувал Мухаммед да ја покаже книгата која му се објавува. Тоа ќе му служи како најголемото чудо и знак дека тој е ветениот последен пратеник испратен со последната објава од Бога. Не се ли задоволуваат со тоа што ние секако ти објавивме книга која им се кажува? Ете, во тоа навистина има милост и опомена за луѓето кои веруваат. Зошто баш книга, а не некое друго чудо? Зошто Бог му наредил да ја покаже книгата за оние кои барале докази за неговото пратеништво? Одовде произлегува правата наша предпоставка, дека во таа книга постојат многу повеќе чуда од очекуваните. Во таа книга постојат многу одговори за нивните прашања. Денес живееме во еден сличен период, како во периодот на пратеникот Мухаммед. Луѓето околу нас, како на пример христијаните, евреите, атеистите, па и самите припадници на исламот кои се во сомнеш за веродостојноста на пратеништвото и веродостојноста на Куранот, бараат докази.
Тие ги поставуваат прашањата кои навистина ги мачат, како на пример: откаде сме сигурни дека Мухамед е вистина одбран од Бог? Дали Куранот е навистина Божи говор? Ние како муслимани треба со соучувство да ја сватиме состојбата во која се наоѓаат ваквите луѓе и со почит да ги примиме нивните прашања, па и со помошта Божја да се потрудиме што е можно појасно, на убав и мил начин да ги одговориме нивните прашања што ги мачат. Па и поради овој повод е оформена ова емисија, која ги изнесува доказите за пратеништвото на Мухамед и доказите дека Куранот е последната Божја објава за Адамовото потомство. Како голем доказ дека Мухамед е последен Божи пратеник и Куранот е последната Божја објава за луѓето, ќе ни послужи науката. Најголемиот и јасен доказ се куранските вести со научна содржина. Во времето на објавата, односно во 6 век, луѓето беа далеко од науката. Верувањата за настанокот на светот, звездите, небото и друго беа заснувани на слепи верувања. Како на пример, арапите веруваат дека земјата е плочеста, а небото стои во виз со помош на планините кои тврделе дека се столбови. Но со објавувањето на Куранот, ваквите слепи верувања се срушија. Бог укажал кон неточноста на нивното тврдење со следниот цитат: Бог е оној кој ги подига небесата како што гледате, без столбови. Куранот точно и прецизно збори за научните вистини, и тоа од настанокот на Вселената до создавањето на човекот, од составот на атмосферата до природните закони. И уште за многу теми и теории кои во негово време апсолутно не беа познати. Кога станува збор за поврзувањето на науката со Куранот, навистина е зачудувачко. Ќе бидете сведоци како се оформува една хармонија. Како да не се оформи една хармонија меѓу науката и Куранот, кога науката го изучува се она што е околу нас, односно природата, а Куранот е објава на возвишениот Творец на природата. Апсолутно, делото на Творецот и говорот на Творецот формираат хармонија. Слободно можеме да кажеме дека сите научни гранки кои денес се застапени во нашиот модерен живот беа укажани во 6 век, во периодот на објавата, тоест кога се објави последната Божја објава за пратеникот Мухамед. Па во овој дел ќе ви ги изнесеме пред вас цитатите со научни содржини, кои ќе служат како доказ за веродостојноста на Куранот, како Божја објава за човештвото. Едно од прашањата што се ги поставувал човекот од почетокот на неговото создавање се однесувало на создавањето на светот што го обкружува. Како што се зголемувале неговите знаења, тој свет се проширил и ја вклучил и Вселената. Во обидот да се одговори на тоа прашање се појавиле научни и религиозни теории. Секој ново објаснување поставувало нови проблеми. Денес почнуваме да имаме одредена попрецизна теорија за тоа како е создаден универзиумот. Во 20 век, астрономијата со својата висока технологија и прецизните научни истражувања утврди дека универзиумот бил една изворедно тешка и густа маса.
Таа маса од материја пред околу 15 милиони години експлодирала и почна да изфрла делчиња околу себе во сите насоки. Од овие делчиња се создале галаксиите, звездите и другите небески тела. Ова се нарекува Биг Бенг или голема експлозија. Оваа теорија независно ја формирале белгискиот научник Жорж Леметер и рускиот научник Фридман. Зачудувачко е тоа што теоријата за Биг Бенг во Куранот била спомената во периодот на објавата, тоест во 6 век. Во поглавието пратеници, 30 цитат, возвишениот Бог вели: Не гледаат ли оние кои не веруваат, дека и небесата и земјата беа на вистина една целина, па ние ја раздвоивме. Во наведениот цитат, возвишениот Бог се обраќа на својот пратеник и му вели дека небесата и земјата беа во една целина, а тој ги раздвоил. Со ова изјава укажано е кон теоријата на Биг Бенг. Во цитатот се употребуваат термините Радк, што значи неодоливи делчиња кои меѓу себе се смешале, потопиле, и терминот Фат, што значи распарчување и раздвојување на делчињата кои меѓу себе се смешале, потопиле. На вистина, Биг Бенг во првобитната состојба во себе ја содржала сета материја на Вселената и се уште несоздадените небеси, земја и се што е меѓу нив и околу нив се наоѓа во целина на Биг Бенг. Потоа ова целина со огромна експлозија се раздвоила, како што е укажано во Куранот. Овој цитат со научна содржина за настанокот на универзиумот е еден од доказите дека Куранот е објава на возвишениот Творец, затоа што во 6 век не постоел некој што ќе го подучел Мухамед со вакво точно и прецизно знаење освен возвишениот Творец Бог. Денешната унапредена технологија со нејзиното истражување, наблюдување и пресметување осветли многобројни тајни на универзиумот. Едно од тие е и докажувањето дека универзиумот постојано се шири. Во 1919 година хипотезата за ширење на Вселената ја изнел американскиот астроном Весто Слипер, утврдувајќи кај повеќето галаксии постоење на црвено поместување. Покасно, во 1929 година, оваа теорија се потврдува по пат на наблюдување. Американскиот астроном Едвин Хабл пронаоѓа тврсти докази за ширењето на Вселената. Тој, наблюдувајќи во небото со голем телескоп, забележал дека звездите и галаксиите постојано едни од други се оддалечуваат. Постојаното оддалечување на телата во Вселената значеше дека Вселената постојано се шири. Тоа е слично како точки на еден балон. Со ширењето на балонот, точките се оддалечуваат. Истото се случува и со Вселената. Со ширењето на Вселената се оддалечуваат галаксиите и другите тела. Во поглавието Заријат, возвишениот Бог укажал кон ширењето на универзиумот уште во периодот на 6 век, па во Куранот се вели:
Небото го создадовме, на вистина ние го шириме. Ги создаде небесата и земјата со вистина. Он ноќта ја покрива со денот, а денот го покрива со ноќта. Он ги потчини и сонцето и месечината. Сето тоа се движи до рокот определен. Он на вистина е силен и простувач. Во наведениот цитат, возвишениот Бог, говорејќи за составањето на земјата, покривањето на ноќта со денот и денот со ноќта, при споменувањето Он ноќта ја покрива со денот, а денот го покрива со ноќта. Со употребениот термин теквир, Бог укажува кон тоа дека земјата е во форма на топка. Терминот теквир во арапската граматика значи мотање со нешто на тркалезен предмет. Употребувајќи го возвишениот Бог, терминот теквир при текстот ноќта ја покрива со денот, а денот го покрива со ноќта. Тој укажува дека земјата е во тркалезна форма. Почитувани гледачи, до 18 век луѓето тврдеа дека земјата е рамна површина која ја носат 3 кита. Овој цитат од Куранот уште во периодот од 6 век, со употребувањето на терминот теквир, се укажа кон научните откритија дека земјата е во тркалезна форма. Во еден цитат од Куранот, возвишениот Бог вели: И ние небото го создадовме како покрив сигурен. Во цитатот станува збор за карактеристиката на заштитениот систем на земјата. Атмосферската обвивка која ја обиколува целата земја не штити од смртните радиации и метеорите. Штитните зраци кои доаѓаат од вселината и кои претат голема здравствена опасност, таа ги филтрира. И тоа така ја штити земјата од вселенскиот студ кој изнесува минус 270 степени. Метеоритите кои гравитацијата на земјата ги влече топејќи ги уништува и со тоа спречува да паднат на земјата, кои се во можност да нанесат големи штети. Покрај атмосферската обвивка има и обвивка која произлегува од гравитационото поле на земјата и која има функција да не штити од штитните зраци. Тоа се ван аленовите појаси. Сончевите енергетски експлозии кои се случуваат во сонцето, благодарение на Бог, не нанесуваат штета за земјата. Кратко речено, земјата е обвиткана со еден специјален систем за заштита. Оваа научна вистина во Куранот се спомнува на следниот начин. Оној кој ви ја определи земјата како постела, а небото како таван. Во овој цитат се употребува терминот бина, што во слободен превод значи таван. Овој термин го употребувале старите пустински арабјани.
Овој термин го употребувале како синоним кој укажувало на олтиска од шатор, кој заштитува од надворешни влијанија. Возвишениот Бог за заштитните облиски кои ја штитат земјата од надворешните влијанија го употребува терминот бина, затоа што во тоа време немало соодветен термин за заштитниот систем на земјата. Германскиот геофизичар Алфред Вегенер со своето истражување во средината на 60-тите години утврдил дека континентите и останатите помали делчиња од копно кои денес се распространети на почетокот биле една целина. Со тектонското движење, копното се раздвои движејќи се према различни страни. На овој начин дошло до оделување на поголеми и помали пачиња копно кои денес оформуваат 7 континенти и други мали острови. Процесот на тектонските плочи кои ги движи континентите се уште функционира. Ова движење на континентите годишно може да постигне од 1 до 5 сантиметри. Па према ова, во земјината географија често се појавуваат промени, како на пример ширењето на Атлантскиот океан. Во Куранот за тектониката на плочите е укажано на следниот начин. И ги гледаш планините, мислејќи дека се неподвижни. Тие се движат, како што се движат и облаците. Куранот посебно ни го усмерува вниманието кон еден елемент, ефе железо. Во поглавието Хадид се вели: А железото го симнавме, во кое има голема корист за луѓето. Во наведениот цитат, возвишениот Бог го користи терминот ензелна, што значи симнавме. Со ова изјава на возвишениот Бог се осветлува уште еден научен доказ. Современите астрономски истражувања тврдат дека железото кое денес се наоѓа на Земјата, а и на целиот сончев систем, дојдено е со огромните експлозии над звездите, наречени нова или супернова. Температурата на нашето сонце не е доволна за да го создаде елементот Fe железо. Железото единствено се создава во огромните звезди, супернова милиони пати поголеми од нашето сонце, со неколку стотици милиони степени температура. Звездите нова или супернова, од кога ќе надминат определената граница за производство на железо, тие веќе тоа не можат да го сносат и експлодираат. Па распространувањето на железото низ сончевиот систем е со помош на ваквите експлозии.
Една од карактеристиките на планините е тоа што тие не заштитуваат од краткотрајните потреси на земјината кора. Во минатото се мислило дека планините се само испапчени висини на земјината површина. Но научниците од 20 век открија дека планините не се само испапчени висини на земјината површина, туку тие воедно имаат свој корен кој е долг 10 до 15 пати повеќе од самата планина. Како например планината со незиниот врв Монт Еверест, незината надморска висина изнесува 9 километри, а незиниот корен изнесува над 125 километри. Планинските корени одигруваат важна улога за заштитата од земјотресите. Планинските корени настануваат со тектонското движење на земјините плочи. Кога ќе се судрат две големи плочи од земјата, плочата со потврстиот издржлив слој влегува под подслабиот со кој го оформува коренот на планината, а послабата плоча се испапчува над земјината површина која ја оформува планината. На овој начин, на точката на спојување од двата слоја на плочи се зацврстува земјината кора и ја штитат земјата од потреси. Па на овој начин се заштитува земјината кора од лизгање на земјиштето и лизгање од слојот на магмата. Во врска со оваа карактеристика на планините, во Коранот се вели: И по земјата ние подигнавме планини без таа да ги стресе. Облаците настануваат со кондензација на водената пара во атмосферата. За да се формира облак, воздухот мора да содржи доволно количество водена пара, да му се намалува температурата и во него да има кондензациони јадра. Облаците меѓу себе се разликуваат според изгледот, височината, составот и друго. Зачудувачко е тоа што облаците, како например облакот кумулонимбус, може да постигне тежина околу 300.000 тони, бидејќи во себе содржи големо количество на вода. И он е оној кој го испраќа ветерот како радосница пред да дојде милоста негова, кога ќе ги понесе тешките облаци. Ние ги управуваме кон мртвиот предел, па со нив спуштаме вода. Но за нив и предците нивни, ние одредивме да уживаат се додека времето не им се продолжи. Не гледаат ли дека ние на вистина ја стеснуваме земјата од краиштата неизини? Во ова поглавие возвишениот Бог, објавувајќи му цитати на пратеникот Мухамед за состојбата на неверниците, дека тие се рамнодушни према опомената на Бог, дека нивните лажни божества се немокни, ниту себе си не можат да си помогнат, дека Бог им даде благодети и животот на предците нивни им се причини долг. А на крајот од 44-тиот цитат, возвишениот Бог укажува кон една научна вистина, која во времето на пратеникот Мухамед, односно во периодот од 6 век, апсолутно не се знаело. Бог вели дека земјата се стеснува, намалува од краиштата нејзини. Иако има повеќе мислења околу коментарот на завршната реченица од цитатот, не гледаат ли дека ние на вистина ја стеснуваме земјата од краиштата нејзини?
Сепак, од научна страна, овој цитат мощно, точно и прецизно укажа кон една научна вистина. Тоа е топењето на мразот од Антарктикот, па така што нивото на водата расте и го голта копното од незините краеви. На овој начин, навистина земјата се стеснува од краиштата незини. Сепак, Бог најдобро знае. Возвишениот Творец во еден цитат од Куранот вели: И он е оној кој одвои едно од друго две мориња, едното питко и ладно, а другото солено и горчливо, и меѓу нив одреди меѓупростор и испречи препрека. Во наведениот цитат, возвишениот Бог јасно и децидно укажува кон една научна вистина – немешањето на две соседни мориња. Океанографите ова карактеристика на овие соседни мориња ја открија во блиско минато. Тие со своите научни истражувања докажа дека две соседни мориња не се мешаат поради површинскиот притисок и со помош на таа физичка сила тие оформуваат една граница која не пропушта мешање на водата. Интересно е што во периодот од 6 век, каде луѓето не беа во можност да поседуваат знаење за океаните, нивниот состав, длабочините, Куранот во тоа време укажа кон точни и прецизни изјави, кои ние денес ги разоткривме со помош на унапредената технологија и модерната наука. Потекло на животот. Ова прашање го преокупирало човекот во сите времиња. Го интересирало настанокот на човекот и живите суштества што го обкружуваат. Па со унапредувањето на науката, денес ова прашање е решено. Според научните податоци кои се постигнати во блиското минато, со помош на врвните научници, потеклото на животот е од водата. Водата е првиот составен дел на секоја жива клетка. Без вода не е можно никаков живот. Штом се расправа за можноста за некаков живот на некоја планета, веднаш се поставува прашањето: дали таа има доволно количество вода? Животот се појавил во првобитното море што ја покривало земјата, и водата станала основен составен дел на живите суштества. Водата е неопходна за животот поради незините физички и хемиски својства. Во Куранот, во поглавието Пратеници Енбија, 30-тиот цитат се укажува кон оваа научна вистина. И се што е живо, ние од вода го создадовме. Не веруваат ли? Сперматозоидите кај мечениот орган минуваат низ едно патување, додека стигнат до јајцеклетката. Во ова патување од 250.000 сперматозоиди околу 1000 стига до јајцеклетката. Од овој надпревар на сперматозоидите, кој трае 5 минути. Сперматозоидите, кога ќе стигнат до јајцеклетката, таа прифаќа само еден сперматозоид. И од тој сперматозоид се создава, тоест развива детето во мајчината утроба. Односно, човекот не се создава од целосната изфрлена сперма, туку од мал дел од спермата, тоест сперматозоид.
Во период каде апсолутно вакво знаење не поседувал никој, Куранот точно и прецизно укажа кон оваа научна вистина. Па Бог вели: Мисли ли човекот дека ќе биде оставен тек така? Не беше ли капка семе што се фрла? Во цитатот се користат два термини – мени и нутфе. Мени значи сперма, нутфе значи дел од сперма. Према модерната наука, сперматозоид. Према зборовите на последниот пратеник, Мухамед, хадис, се вели: Човекот не се создава од целосно мени, сперма, туку од едно парче негово, сперматозоид. Во овој случај, превод на цитатот би гласел: Не беше ли сперматозоид од спермата? Откако сперматозоидот ќе се соедини со јајцеклетката, воедно се оформува и првата состојба на бебето, наречен зигот. Зигот е закачен на зидот од утробата на мајката, така што се храни со потребната храна за неговото развивање. Најинтересно и зачудувачко е тоа што оваа научна вистина која постигнавме во блиско минато со помош на напредената технологија и модерна наука е мощно точно и прецизно укажано во Куранот. Читај во името на Господарот кој создаде. Го создаде човекот од грушка. Во наведениот цитат, возвишениот Бог, усмерувајќи го човековото внимание кон неговата првобитна состојба при создавањето, го користи терминот алек. По терминот алек во арапскиот јазик се подразбира нешто што се прилепува и виси. Со овој термин возвишениот Бог укажал кон оваа научна вистина за состојбата на зигот, дека е закачен на мајчината утроба уште пред 14 века, со кој се докажува дека Куранот не е човеков продукт, туку Божји. Прашањето: кој е главниот фактор кој го определува полот на детето во мајчината утроба? Ги привлекувало луѓето уште од најстарите времиња. Минатите народи мислеа дека главниот фактор кој го определува полот на детето е мајката. Па дури во минатите култури, ако се роди женско дете, ја окривувале жената. Но со објавата на Куранот, ова слепо верување темелно се уништи. Према куранското тврдење, факторот за полот на детето е таткото. Што се однесува до мајката, таа нема никаква врска со ова. Ова тврдење на Куранот научно се потврди во наше блиско минато, тоест во 20 век од страна на генетиката и микробиологијата. Полот на детето во мајчината утроба се определува според X и Y, хромозомите кои доаѓаат од спермата на таткото. Ова точно и прецизно знаење, кој модерната наука го потврди со своите истражување, низ текстот на Куранот се укажа на следниот начин. Да,
Он создаде пар машко и женско, од семе кога ќе се закачи. Не беше ли капка семе што се фрла, а по ова угрушок од крв, па го создаде и обличие му даде. Денес, кога се анализира телесното ткиво на човекот, утврдено е дека се состои од 26 елементи кои ги поседува земјината кора. Тоа се кислород, калциум, силициум, железо, калиум, водород, хлор, јод, манган, фосфор, олово, сребро, јаглен, цинк и друго. Куранот ова мош непрецизно го наведува во поглавието Верници, 12-тиот цитат. Ние човекот на вистина го создадовме од глина одбрана. Облици кои создаваат бразди на врвовите на прстите се нарекуваат отисоци од прстите. Обликот на отисокот се формира со месеци пред раѓањето и не постојат два истоветни отисоци од прст. Замислете си ги луѓето што живеат и што живееле низ историјата. Отисоците на прстите кај сите се различни, па дури и на близнаци кои се од иста ДНК молекули. Во отисоците има специфична градба. Како што наведовме, пред раѓањето на човекот го завзема својот последен облик и за навек останува ист. Па од ова причина отисоците се сметаат за посебна лична карта на човекот. Во Куранот оваа специфичност на отисоците е укажано на следниот начин. Мисли ли човекот дека ние никогаш нема да ги збереме коските негови? Уште како? Ние сме во можност да ги подредиме и јагодиците на прстите негови. Научните истраги во последниве години пред очи стакнуваат еден интересен заклучок. Во предниот дел од челото се наоѓа еден дел од мозокот, со кој ние креираме некои наши постапки, како на пример планирање, мултивација, извршување на добро или лошо дело, кажување на лагата или вистината. Сето тоа се води во предниот дел на челото, тоест мозокот. Во врска со оваа тема во книгата по име Анатомија и физиологија се вели: предниот дел на челото, иако е во тесна врска со постапките, воедно и центарот на агресијата. Но во Куранот уште пред 1400 години, во периодот кога апсолутно немало лаборатории за истражувања, периодот во кој не била развиена науката ниту технологијата, јасно се укажува кон ова научно откритие, па во Куранот се вели: Но не, ако не престане со тоа, ние навистина ќе го фатиме за чело, лажно и грешно. Ова знаење за предниот дел на челото е постигнато во последните 60 години со помош на истражувањата на научниците. Но Куранот уште во 6 век ова научно откритие го укажа во своите текстови. По ова ја докажува веродостојноста на Куранот, дека објавена од страна на возвишениот Бог и дека е дело вон дометот на човековата моќ.